Базичната инфлација во која не влегуваат цените на храната и на енергенсите кои имаат голема променливост и која покажува дека висината на цените е поради домашни причини или е увезена, има намалување. За премиерот Христијан Мицкоски ова е добар показател кој ќе продолжи наредниот период, а ќе влие и на годишната инфлација во 2026 година. Радува фактот што на месечна основа таа е негативна и очекувам сега во ноември и во декември да биде уште пониска, а следната година да се движиме со вкупната инфлација меѓу 2 и 3% и отприлика на тоа ниво да биде базната инфлација. Мицкоски очекува и дека Комисијата за заштита на конкуренцијата, попозната како антимонополска, наскоро ќе го заврши случајот со утврдување на одговорност на 4 маркети кои сакаа картелски да се здружат и ќе донесе одлука. 4 маркети сакаа антипазарно за поголема заработка преку тајно договарање да влијаат на штета на граѓаните кои требаа да плаќаат поскапи производи од реалното. Да ја оставиме антимонополската комисија да се заврши својата работа. Мислам дека тие го разгледуваат случајот и мислам дека наскоро ќе имаме и разврска. Ако се донесе одлука 4 маркети да се казнат, казната би била максимум до 1% од годишните приходи или во овој случај неколку милиони евра. За учество во организирање на ова картелско здружување веќе е казнет Сојузот на стопански комори, која плати казната од околу 2000 евра, но и каде поради ова го разрешија старото раководство и избраа ново.